Почитувани. Вчера гостивар беше сведок на уште еден преседан, кој секојдневно го манифестираат мочниците од власт. Именно, пратеникот во Собранието на Република Македонија од нашиот град ја покажа својата бруталност врз наш граѓанин само ради тоа што не го тргнал возилото. Сведоците со чудење раскажуваат за едно неверојатно однесување на представник од народот, чии гласови му ја довериле високата позиција на која се наоѓа. И уште повеќе таа бруталност да ја покаже во присуство на малолетно лице, черка на жртвата, на која покрај физичка му е причинета и материјална штета на автомобилот. Се прашуваме, кој ни ја води државата? Кој не представува во највисокиот дом и на кого му се дава имунитет? Зарем граѓаните треба да се плашат кога ќе видат пратеник или било кој представник од власта, кој наместо да им помагаат и да им ги решаваат проблемите, да се повикуваат на собствениот имунитет и да изигруваат локални шерифи. Апсолутната власт апсолутно расипува. Истото се случуваше со Курто Дудуш, со синот на Харило Квенец и уште многу примери. Упатуваме апел до институциите кои се одговорни да превземат соодветни мерки и што е поскоро да се разреши настанот, бидејќи револтот меѓу гостиварчани е голем. Да не се дозволи случајот да се прикрие, бидејќи никој не е над законот, а најмалку оние кои треба да бидат пример за почитување на правната држава. Слободата на движење на граѓаните никој не може и не сме да ја одземе. Господа, представници од СДСМ, да се води државата е сериозна работа, а вие тоа за жал 3 години не можете да го сватите. Бараме правда за нашите сограѓани. Ви благодарам.